U imето na Otca i Sina i Svetijog Duh. Amin. Возлюбени от Христа Бога, браті і сестри, на самиот почеток денешнава беседа сакам да ве подсетам дека традиционално нашава литургиска заедница во последниот ден од календарската година се собира на ова исто место во домот на Богородица Мајка, за да ја испрати старата календарска и да ја пречека новата календарска година. И во таа ног да принесуваме Богу молитви за здравје, сочувување и спасение сите браќа и сестри наши кои што во таа ног на еден прилично безумен начин ја испраќаат старата и ја дочекуваат новата година. Во тие наши напори годинава со тие наши напори годинава се совпаѓаат и мерките што нашата влада ги превзема по прашањето на празнувањето на тие празници. Но сепак ние и годинава ќе дојдиме и простум ќе стоиме со лицата наши пред лицето Господње и ќе просиме од Господа иднина за овој свет и за овој човек кој што зарад безумството за кој што пред малку зборував, трча во пропаста своја. Страданијата се огромни, чувството на безизлезност страшно, но ништо не е така безизлезно, доколку на Бога му се предадеме и конечно се решиме да ја твориме неговата света волја за човекот и за светот. А волјата Божја за своето создание да биде спасено, односно овечнето, внесено во времето безвремено и во просторот безпросторен од царството на живиот троичен Бог. Имено на таа трпеза, на која што заседнуваме секогаш кога доаѓаме на светата литургија и на која ќе се храниме со лебот на животот и со водата жива, ќе се напојуваме во царството на троедниот Бог. Ги повика на символичен начин Господарот од денешната евангелска парабола што Христос им ја раскажа на своите ученици. Еден богат човек подготви свечена вечера и го испрати својот слуга да ги подсети поканетите дека вечерата е готова и ги чека. Слугата го послуша својот господар, отиде во домот на секој од поканетите, но ниту еден на повикот не одговори позитивно. Сите се откажува да дојдат на трпезата, имајќи некаква причина за тоа. Првиот одбил да дојде затоа што купил нива, вториот 5 чифта волови, а третиот се оженил.
И така натака, секој си имал некоја своја причина и со тоа изразување на причината за недоаѓањето на свечената трпеза може да се продолжи и со секој од нас посебно. Таа вечера не е обична вечера, ниту Господарот кој што ја подготвил не е обичен Господар. Евангелската символика вам веќе вие знае. Станува збор за Бога и за светата евхаристиска трпеза, на која што заседнуваме сите на секоја света литургија, на која што сме повторно сите поканети, за да се нахраниме со храната небесна, која што обесмртува и овечува. Но не сите тој повик сакаме да го чуеме. Сите си имаме некоја своја причина зарад која што не сакаме да дојдеме. Затоа ова евангелска приказка и завршува со прекрасните зборови, изречени од устата на Христа Господа, дека мнозина се повикани, а малцина се избрани. Многу пати оваа мисла запишана во Светото Писмо погрешно ја разбира. Како изборот на избраните да го прави оној што повикува. Но ние чувме дека тој сите ги повика. Дури откако едните одбија да дојдат, слугата отиде по раскрсниците, по оградите, насекаде во градот, да ги кани, да ги моли луѓето да дојдат на трпеза. И откако дојдоа сите што беа поканети, од таа категорија на луѓе, на трпезата имаше уште место. И Господарот по трет пат го испрати својот слуга да ги покани од сите заборавените, понижените, болните, сиромашните. Сите луѓе што страдаат неизмерно многу, а нивното страдание повеќето од луѓето што добро стојат, не сакаат да го видат. Господ се спомнува на сите и сите ги кани на трпеза. Но не сите одговараат на тој повик чувни. Ако сите се поканети, тогаш неможно е да се најде барем еден човек кој што ќе му забележи на Бога, ама ти мене не ме покани. Таков човек нема да се најде. Но ќе се најдат неброени луѓе во редот на оние кои што одбиле од некоја своја причина. Затоа мнозина, односно сите се повикани, а малцина се избрани. Изборот, како што гледате, го вршиме самите ние и тука Бог е немокен да ни помогне. Бидејќи тој не влегува во полето на личната слобода. И нашата лична слобода е граница на слободата што Бог ја живее и ја користи во градењето на односи, односно релации со нас луѓе. Преку таа црвена линија што самиот тој ја повлекол, не сака да отиде, за да ни го спаси до крај дарот со кој што тој не овенчал, а тој прескап
Но много опасен дар за нас е дарот на слобода. И тука е точна забелешката на еден апологет, дека Бог е семокен, се може, освен едно, да не присили да го сакам. Во тоа поле на насилства и терор Бог не влегува. А ние токму во тоа поле сакаме да живееме. Бидејќи сакаме не само својата волја да ја твориме, туку и другите да ја творат мојата волја, нашата човечка волја, која што најчесто е спротивна со волјата на живиот Бог за спасението на човекот и светот. Амин. За многу.